a после прифаќа се. Независната културна сцена треба да добива поддршка од институциите. Бидејќи оставена сама на себе, не може да се развива, порачуваат струмичките уметници. Младиот режисер Дејан Ангелов од Струмица своите први две представи ги режирал како проекти на граѓанско здружение за култура, но смета дека без елементарни, макар логистички подкрепи од државата, младите уметници нема да можат да се изразат. Ние веќе доста сериозно работиме. Имаме две сериозни представи, кои што се малку поразлични од репертуарниот театар кои што го имаме и во државата, и би сакал да ги замолам институциите, па дури и градот, да ни помогне со, како да кажем, со некакво место каде што ние ќе можеме да ги реализираме нашите, да го заситиме гладот за култура и за духовност, бидејќи вака е многу тешко. Простор. Ние не се откажуваме, колку е посилен тој контекст, уметникот е тука да работи и покрај тоа што. Ме разбирате, и покрај тоа што е вака, уметникот е должен да работи против тоа и да носи некаква светлина и некаков, како да кажем, некаква смисла. И музичарот Ставре Ангелаков го дели истото мислење. Вели, уметниците даваат смисла на сеопштото живење, но тие не се семокни. Креацијата бара услови за да процути. Затоа што ако нема уметност, не знам, јас не можам да го замислам животот без уметност, ќе биде све блуткаво и невкусно. Сега замислам, тоа е како некои симптоми од ковид, нели, кога немате вкус и мирис, така ќе биде без уметност. Значи, за да не заболеме сите масовно од тој вирус, нека малце го подржи, да. Здруженијето Транзен преку грантови неколку години работи на развој на независната сцена. На некои уметници им дале шанса првпат да се представат пред публика. Значи, ние сме тука како граѓански сектор да ги пронајдеме луѓето и да ги пласираме, да им дадеме шанса да работат, но треба да бидат препознаени институциите, бидејќи се наоѓаат на маргините овие луѓе. Токму граѓанските здруженија и слободните уметници се и меѓу најактивните во областа на културата во време на пандемија во југоистокот. Реализираат изложби, представи, концерти, промоции и читања со ограничена публика или пак онлайн.